Осмото продолжение на собраниската расправа за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски почна според истиот шаблон на реплики и контрареплики помеѓу пратениците на опозицијската ВМРО ДПМН и на процедурални забелешки. Пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски на почетокот на денешното продолжение на седницата побара од председателот на собранието да ја прекине расправата поради членот 8а од изборниот законник, кој како што рече му налага на собранието поради распишаните локални избори да ја стави расправата во мирување. Иронијата во целава дискусија денеска, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, е тоа дека на листот за присуство на пратениците се подпишани само 20 пратеници од парламентарното мнозинство. Во овој момент да ја запреме расправата и да побараме да се гласа за господинот Марко Зврлевски, колегите се само 20 луѓе присутни во салата. Затоа се обраќам до представниците на медиумите да знаат каква е оваа дебата, каков е овој настан кој што се случува денеска во Собранието на Република Македонија. На тоа председателот Џафери му одговори дека не е потребно присуство на мнозинство пратеници за да продолжи расправата, туку само кога се одлучува, односно гласа. По однос на вашето барање за прекин со работа на оваа седница денеска, под изговор дека недоволен број или мал број на пратеници се присутни не држи, затоа што во членот 81 од деловникот во ставот 1 е пропишано дека председателот на собранието може да ја прекине седницата ако нема мнозинство пратеници потребно за одлучување и во други случаи кога ќе оцени дека тоа е неопходно. Во реплика независниот пратеник Павле Богоевски потенцира дека за сите битни точки може да се расправа по завршувањето на точката на дневен ред. Во ред, сваќам дека не сакате да дојдете во затвор, односно криминалците од вас не сакате, другите ги штитат. Ама овие лаги, овие провокации, сакате да разговараме за пожари, сакате да разговараме за договорот со Бугарија, да разговараме за бегалците и странците, така се викаат, не се викаат мигранти. Ке разговараме од кога ќе биде готов Зврлевски. Или исто како со Струга ќе ја заборавите, бидејќи од проста причина што Струга е на дневен ред после точката со Зврлевски. Па бидејќи намерно го блокирате Зврлевски, не ја спомнувате Струга. На ова жестоко реагираа пратениците од ВМРО ДПМН, а Даниела Рангелова побара од Богоевски да им се извини на сите пратеници за тоа што им се заканил со затвор. Зборувате пред јавноста зошто се одолговлекувало разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Заради вакви не е говори. процедурално, заради... да прашате. Не, ова е процедурално. Па не може да го прашате. Не. Заради ваков однос, вака се однесува и предходните ваши колеги во предходниот мандат и ни се закануваа со специјалното јавно обвинителство. Денес, веќе нема ни да ве викам почитуван колега. Ова што го направивте денеска е дно. Без разлика дали се водело за вас процес или не, што треба сега да ви одговорам нова? Дека вие имате постапка за вас во јавно обвинителство и затоа сакате да се разреши Марко Зврлевски. Не е почитуван колега. Јас нема да се ставам во улога нити на јавен обвинител. Предлогот за разрешување на Зврлевски е поднесен од владата, поради како што се наведува во образложението, незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата. Исто така во документот се наведува и дека Зврлевски со своето однесување и действување покажал дека не е способен за извршување на функцијата.